SlideShare е најпознат веб-сайт за споделување презентации кој овозможува поставување на презентации и други типови на фајлови, нивно прегледување од страна на посетителите, преземање и вградување на други веб-локации. Пристапете му на сајтот преку веб-локацијата slideshare.net. Доколку сте регистрирани корисници, изберете ја опцијата Логин во горниот десен агол. Воспротивно, одберете ја опцијата Sign Up и регистрирајте се. За да ги поставите вашите презентации на SlideShare, потребно е да ја изберете опцијата Upload од горната лента со алатки, а потоа повторно Upload и да ја одберете саканата презентација од вашиот компјутер. Опцијата Upload Plus може да ја користите доколку имате платена корисничка сметка со која добивате дополнителни привилегии. Додека чекате презентацијата да се постави на сервисот, во слободните полиња можете да го впишете името, клучните зборови и краткиот опис за презентацијата. Потоа одберете Save Changes. Откако ќе ја поставите презентацијата на SlideShare, може да преминете кон нејзина обработка. Од паѓачкото мени во горниот десен агол изберете ја опцијата My Uploads, а потоа опцијата Edit Settings. Во ова мени ќе наидете на повеќе опции за уредување на вашата презентација. Со помош на Edit Settings можете да ги смените основните детали за презентацијата, односно насловот, описот, клучните зборови, категоријата, да дозволите преземање, да го изберете јазикот, да изберете боја за позадината, опциите за приватност и лиценцата. Второто јазиче, Re-Upload, ви овозможува да ја замените веќе поставената презентација со нова, без притоа да ги изгубите основните детали кои претходно сте ги напишале. Одберете Select File, изберете ја саканата презентација и кликнете Upload. Во делот Add YouTube Video можете да вметнете видео во вашата презентација. Прво, земете го URL-то од видеото на YouTube кое сакате да го вметнете и залепете го во полето Enter Video URL. Потоа, одберете позиција каде сакате да го вметнете видеото, односно слайдот по кој сакате да започне видеото. На крај, кликнете Insert and Publish. Опцијата Add Audio е особено интересна, бидејќи ви овозможува да дадете живост на вашите информации во вид на презентација преку креирање на слайдкасти, односно презентација плюс аудио подлога. Па така, доколку имате некоја вест за која немате видео, составете презентација од слики и текст, а потоа додадете нарација со што веста ќе ја претворите во мултимедијален новинарски производ. За да вметнете аудио файл во некоја презентација, кликнете на Upload MP3 файл, изберете ја подлогата од вашиот компјутер и почекајте додека вашиот MP3 файл се качи на SlideShare. Алтернативно, можете да употребите аудио файл кој е веќе објавен некаде на веб со кликање на линкот or link an already uploaded MP3 audio файл и посочување на соодветниот линк. Потоа, ќе бидете пренасочени кон визуелен едитор во кој ќе можете да го синхронизирате аудиото со презентацијата. Опцијата Divide Audio Equally ви овозможува да го поделите аудиозаписот пропорционално според бројот на слайдови. Воспротивно, со придвижување на слайдерот и означувачите со кои го местите времето на почеток и крај на слайдот, може да одредите кој слайд колку ќе трае. Во горниот приказ на слайдовите може да ги видите времињата кои сте ги одредиле за почеток и крај на слайдот. Откако ќе завршите со уредување на должината на слайдовите, изберете ја опцијата Save за да ги зачувате промените. Доколку сакате да прегледате како изгледа вашата презентација, изберете ја опцијата Preview Saved Work. Конечно, кога ќе бидете задоволни од резултатот, одберете ја опцијата Publish. Ако од некоја причина во процесот на синхронизација се премислите во врска со избраната аудио подлога, со избирање на опцијата Remove Link to MP3 ја отстранувате врската со поставеното аудио и можете да поставите друга аудио подлога. За жал, опциите за правење слайдкасти и вметнување на видео од YouTube не можат да се користат истовремено на една презентација. Затоа, доколку се одлучите да вметнете видео во презентацијата со опцијата Add YouTube Video, истата нема да може да ја направите слайдкаст. За да ја споделите презентацијата која ја уредивте, едноставно кликнете на неа, пошто ќе забележите дека над неа и од незината лева страна има повеќе копчиња.
Првата опција во горниот ред ви овозможува многу едноставно праќање на презентацијата по пат на електронска пошта. Со помош на опцијата Embed може да го земете кодот од презентацијата и да го залепите на вашиот вебсайт или блог. При тоа, со опцијата Customize можете да ги изберете соодветните димензии за вградување на презентацијата на вашиот сајт. Од левата страна на презентацијата се сместени опциите за брзо споделување на социјални мрежи и блогови. Во вид на копчиња се поставени Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest и блог платформите Blogger и WordPress. За крај, SlideShare не е комплетно бесплатен сервис. Постојат одреден број опции и дополнителни привилегии кои ги добивате со платена корисничка сметка и повеќе за нив може да прочитате доколку кликнете на GoPro опцијата во горниот десен агол, а потоа на See Plans and Pricing на дното на страницата за да направите споредба помеѓу различните видови платени сметки.